2 месеци откако Рамис Мерко заврши на американската црна листа, нема каква било разврска од македонските истражни органи за наводите на Стејт Департментот дека струшкиот градоначалник влијал врз судските предмети против него. Без многу детали од обвинителството за Алфа потврдуваат дека уште траат истрагите за причините зошто Мерко е непожелна личност за американците и ги сумираат ставовите на јавните обвинители, од кои побарале да кажат дали градоначалникот во своја корист ги терал да постапуваат спротивно на законите. За сите наоди, членовите на комисијата на обвинителите им дадоа конкретни укажувања и насоки за натамошно постапување. Дополнителни мерки донесе и јавниот обвинител на Македонија. Се испитуваат сите околности, а евентуално утврдените кривични дела нема да останат без соодветен кривичен прогон, во интерес на заштита на натамошните постапки. Обвинителството не е во можност во моментов да соопшти што истражува во врска со судските постапки. Надзор вршеше судскиот совет, при што доколку утврди елементи на кривично дело, тоа треба да го пријави до надлежните органи. Судскиот совет веќе одамна застана во одбрана на Мерко и констатираше дека не вршел влијание и притисок врз судиите, но не советот, туку обвинителството треба да најде докази дали струшкиот градоначалник вршел влијание и притисок во судските предмети, што виде и американскиот Стејт Департмент, укажаа и правниците. Екс-председателот на судскиот совет Зоран Караџовски децидно потенцираше дека обвинителите ги знаат сите канали за можност за влијание и корупција. Самото контролирање, односно прегледување на предметите колку и да се наброи во судовите, без разлика дали се во струшкиот суд или во друг суд, да се утврди незаконитото влијание од самото постапување на судиите. Тоа добро го знаат обвинителите, тие согласен орган имаат голема палета на можности да издаваат наредби, претходно известување да бараат, начини во соработка со полицијата да издаваат наредби за да се утврди дали некој сторил кривично дело. Но истовремено, пораките што ги испрати дел од филата беа јавноста да не очекува многу од контролата на обвинителите во предметите за Мерко. Констелацијата на односите внатре во обвинителството и праксата покажува дека станува збор за заробена институција, а со сета одговорност на инсайдер, да речам. Тоа ви го тврдам. И во таа смисла ќе треба малку поинаква општествено-политичка клима за реално да се расчистат тие работи во обвинителството, дали имало влијание врз предметите и така натаму. Сериозните обвинувања за влијание и корупција во судот во Струга беа доволни Мерко и неговото семејство да ја збогатат американската црна листа.